Почитуван председател, почитувана министерка, почитувани колеги пратеници, денес пред нас како пратеници не е само еден обичен предлог на ребаланс за 2026 година, туку денес одлучуваме дали ќе продолжиме како држава по патот на економската стабилност, развојот и инвестициите. Овој буџет не е само документ исполнет со бројки, а тоа го знаеме сите ние. Буџетот е визија за тоа како ја гледаме иднината на нашата држава. Тој покажува каде инвестираме, кои се нашите приоритети и каква перспективи нудиме на нашите сограѓани. Овој ребаланс не е резултат на слабости во економијата, почитувани колеги. Напротив, тој е одговор на реалните потреби на граѓаните, стопанството и институциите. Со него се обезбедуваат дополнителни средства за капитални инвестиции, за здравството, образованието, земјоделството, социјалната заштита, локалната самоуправа и за исполнување на законските обврски кон граѓаните. Особено е важно што овој ребаланс останува силниот развоен карактер на буџетот. Капиталните инвестиции се зголемуваат затоа што секој денар е вложен во инфраструктура, патишта, железница, училишта, болници, енергетски проекти, инвестиција во иднината на нашата држава. Тоа значи нови работни места, поголема конкурентност на македонската економија и подобар животен стандард за сите наши граѓани. Почитувани колеги, денес граѓаните не очекуваат политички препокувања, тие очекуваат резултати. Очекуваат подобри услови за живот, повисоки плати, поквалитетно образование, посилно здравство и стабилна економија. Нашата обврска е да носиме одлуки кои ќе гарантираат таа стабилност за државата. Овој ребаланс испраќа јасна порака дека државата продолжува да инвестира таму каде што е најпотребно. Во земјоделците кои ја хранат државата, во младите кои ја градат иднината, во работниците кои ја движат нашата економија, во пензионерите кои заслужуваат сигурност, во општините кои треба да обезбедат подобри услуги за сите граѓани. Секако секој буџет може да биде предмет на критика. Тоа е нормално во едно демократско општество, но критиката мора да биде конструктира и заснована на факти, а не на политички калкулации. Кога се носат важни економски одлуки, потребна е одговорност, а не популизам. Затоа денес да покажеме зрелост, да покажеме дека интересот на државата и граѓаните е над секој партиски интерес. Затоа што економска силна Македонија е во интерес на сите, без разлика на политичката припадност. Нашата цел, почитувани колеги, е да обезбедиме стабилен буџет. Токму затоа овој ребаланс треба да биде можност, а не проблем. Можност да се реализираат повеќе капитални проекти. На крајот би сакал да порачам дека граѓаните нас избраа да решаваме проблеми, а да не создаваме кризи. Затоа сите заедно да го поддржиме овој ребаланс на буџет. Благодарам.